Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Министерството за финансии и СДСМ денеска на јавна аукција на државни записи ги задолжуваат граѓаните за нови 6,6 милиони евра. Само во месец август ова е второ милионско задолжување. На почетокот на август СДСМ преку Министерството за финансии се задолжи за нови 36,6 милиони евра, а најавени беа дека ќе се задолжат 32,5 милиони евра. Значи само во месец август до сега СДСМ ги задолжува граѓаните за повеќе од 43 милиони евра. Тоа се пари на граѓаните кои гледаме дека не се инвестираат во ништо, гледаме дека сите проекти се во застој, а капиталните инвестиции се со поразителни бројки и со срамни резултати. Од почетокот на годината до сега неспособната влада на СДСМ ги задолжи граѓаните и државата за стотици милиони евра. Само во првите два квартали, односно од јануари до јуни, јавниот долг е покачен за 352 милиони евра, додека пак државниот долг е покачен за 342 милиони евра. Психолошката граница од над 50% одамна е помината. Почитувани, ова се загрижувачки бројки за граѓаните и државата. Неспособноста на СДСМ ја однесе државата во пропаст. Економијата е крахирана, криминалот и корупцијата секојдневно растат. Јавноста добро е запознаена со актуелната состојба, нема никакви проекти од неспособната влада на СДСМ. Нема нови училишта, нема нови патишта, нема нови болници, нема нови градинки, студентски домови, факултети, нема 500 евра плата, нема покачени пензии и стипендии, едноставно нема ништо од она што го ветуваа дека ќе го спроведат откако ќе дојдат на власт. Единствено што има е скандали и афери од типот на криминалните иновации, афера која зазема се поголеми замови како што може да видиме, афера како крвавите тендери во здравството, каде што ќерка и татко си делат тендери и многу други афери. Прашањето од граѓаните до оваа неспособна и криминална влада е следното. Каде одат парите со кои што за само една година денот како се на власт СДСМ ја задолжија државата за милиарди? Ако не се реализира ниту еден проект, а не се реализира како што може да видиме, во чии џебови завршуваат парите на граѓаните? Дали можеби овие задолжувања се за финансирање на партиските кампањи кои што треба да ги реализира СДСМ преку владата во пресред на референдумот? Бараме СДСМ и Министерството за финансии уште веднаш да се откажат од фискалната стратегија, каде што се предвидува финансиски пропаст на Република Македонија. Почитувани граѓани, едноставно е. Оваа криминална влада на СДСМ не е способна да ја води државата. Оваа неспособна и криминална влада ја однесе државата во амбис, а граѓаните се на работ на екзистенцијата. На крајот, граѓаните и Република Македонија ќе победат. Благодарам.